Традиционалното закројување на лозјето и запојувањето со вино и ракија токму на Свети Трифун, празникот на заштитникот на лозарите, денеска во празничен амбиент го извршија оние кои имаат лозови насади. Во друштво на пријателите по традиционалниот чин на закројување, домаќините организираат богата Свети Трифунска трпеза со домашна ракија и вино и со специјалитети на Скара, а за одлична дружба и забава послужи и пролетниот ден, среде февруари. Денот е прекрасен. Значи, секоја година на Свети Трифун врне дожд, студено, мразови. Оваа година не изненади времето со тоа што е стварно погодено времето за се. Значи, покажува дека веќе може да се крое лозјето, да се чистат прачките и да се спрема за овогодишната реколта. Ланската реколта беше добра, не беше најдобра, ама беше сепак, да не речем, 90% добра. А пола ни беше многу подобро. Да, лани беше многу голема суша, ама за секој случај остана лозито кондиција, прачките се добри, корењето се, мислам, силни, цврсти и за оваа година мислам дека нема да има проблем, само треба да има дожд. Лозито може да се крое. Значи од сега се почнува кроењето, ако има поголеми површини може и порано, пред 1 месец колку дозволи времето. Значи крое се, значи така што се остават, значи тука се остават 9 пупчи и тука 2 11, отприлика 11 до 13, 9 зависи прво од прачката, од корено. Колку има сила корено може да проценеш и колку има длжина растојание за да се пружи прачката. Па остава се прачката од ланска прачка. Значи ова се е кондир, сега го оставам за од друга година, од тие пупчи што ќе искара се остават нова прачка. Зависи од корењето и од обработката на лозето, зависи посебно за вино ако се произведува, за да се направи убаво вино треба да има убаво грозје. Празничното расположение се ширеше од лозјата во Зрновско, Бели, Тракање, Кучичино и другите атари во Кочанската котлина. Свети Трифун е празник на кој лозарите прават пресек на досегашниот развој, но и на перспективите на оваа значајна стопанска гранка. Стручњаците оценуваат дека Кочанската котлина располага со исклучително поволни услови за одгледување на виновата лоза, бидејќи има многу сончеви денови во годината, квалитетна почва и еколошки здрава средина.